И здраво! Ова е четврти или пет обид како се обидувам да го снимам подкастов. Веројатно сега ќе ми успее, претходно имав милион обиди, али некако не беа успешни, па се надевам дека овој пат ќе биде све окей. Значи здраво и добро дојдовте во Celebrate Life подкастот. Јас сум Горан Костовски или Индок, работам као илустратор, графички дизајнер и визуелен уметник изминативе 20 години. Celebrate Life е нешто што ми го окупира животот изминатите 9 години. Започна како внатрешен крик и од последица и реакција на општеството во кое што живеевме пред 9 години. Преку мотивацијски илустрации, облека и секаков вид на уметност се обидувам да му наметнам на нашето секојдневие една малце поинаква нота. Имате поише за мене на мојот сајт, сега да не звучува како реклама, али можете слободно да скокнете на www.indok.info за оние кои што не знаат што јас работам. Зошто баш подкаст и зошто во услови на себеизолација или пак популарно во ерата на COVID-19 или пак народски кажано вирусот корона? Јас сум во себеизолација изминативе 4 недели затоа што имав и некоја хируршка интервенција и условите налагаат дека морам да седам дома. Така да и ви се извинувам доколку мојот глас не звучи баш најдобро или пак доколку шушкам. Али тоа е тоа, знаете дека целиот свет отиде на локдаун и сите активности престана да се случуваат, па така и мојот ценет Забар мораш исто да стави клуч на собствената ординација. Нема да зборувам многу за корона, баш поради тие причини го снимам и четврт пат сето ова. Не сакам да заглавам у нешто што реално се случува. Себеизолацијата е нешто што не е ново за мене, го практикувам изминативе 6 години колку што работам као фриленс илустратор и дизајнер. Прилично многу ми се топаѓа целата себеизолација. Локдаунов ептен ми се свига, поготово за град као Скопје, каде што премногу беше загаден и немавме доживеано и малце дишнато од некој чист воздух. Ова е прекрасно све што се случува, малце да се видиме со себе, малце да се видиме со тие луѓе што ги сакаме, малце повеќе да поседиме дома, да имаме прилика да научиме нешто ново. Многу ми се свига. Подкастите се нешто што многу ми се допаѓаат последниве неколку години, дури благодарение на неколку подкасти почнав да вежбам пред 4 месеци пак, значи прилично ми беше досадно да седам да трчам на трака, тоест да стојам и да трчам на трака. Подкастите прилично добри, мотивацијски ми делува, па викам зашто да не пробам и јас да снимам некој подкаст. Идејата е да упфаќам разни гости, не знам колку исто знаете, али пред 9 години или повеќе или помалце, заедно со мојата другарка Катерина Билевска, ние имавме емисија на Клуб ФМ радио и многу ни се допаѓаше сето тоа што го правевме. Имавме за цел да обработуваме локалната тактичка сцена во склоп на порталот Скопје Клабинг. Проектот заврши, јас се тргнав во тој проект, гостев на луѓе што има поинаква визија и мислеа дека се попаметни да го работат сето тоа и не знам николку време после моето заминување тоа функционираше и престана, но не се, сега сме кај што сме. Радиото и многу ми се допаѓа како медиум. НТС радио е нешто што многу ми значи заедно со Ринс FM, доколку не сте ги проверили овие радија, ептен ги препорачувам. И уживајте во овие мигови, затоа што ку знае кога ќе имаме повторно прилика да слушаме, да се слушнеме себе си, да се одмориме малце. Слушате ги препораките од Светската здравствена организација, од нашето Министерство за здравство. Идете на corona.mk, прочитате нешто повеќе, останете дома, сакајте се, ширете љубов, идете на Chats онлайн, затоа што тоа ни го налага сето ова. Да се надеваме дека ова побрзо ќе заврши, пак и повеќе ќе цениме слободата и пролетта која што се надевам дека повторно ќе се врати, затоа што денеска кога го снимам ова повторно врне снег, имам чувство како
да сме се честитале веќе нова година и да е некоја дубока зимска состојба у сред јануари. Но не е се што е. Значи, јас сум Индок, идејата за првиот подкаст беше да снимам со една моја пријателка која што работи као психолог и работи исто така со гешталт, меѓутоа, као што веќе рековме, условите се тие што не ни овозможуваат блиски средби гледање со луѓето, али ќе се обидам да најдам некаков начин како да го направиме сето тоа онлайн. Заследете ме на социјалните мрежи, колку и да звучи ова грозно и инфлуенсерски. Јас сум Индок на секоја можна социјална мрежа што ја поседувате и до наредно слушање и очекувам ваш фидбек. Ептен би ми значило сето ова. Ајде, бидете добри, останете дома, сакајте се, ширете добра енергија, немојте да се паничите премногу. Знам дека периодов на сите ни е фрка и сите паничиме и читаме све и свашта по интернет, али обидете се да не ширите паника, гушкајте си ги домашните, ако сте во себе изолација доколку не сте во карантин, гушкајте ги вашите миленици, бидејќи тие тен периодов се срекни затоа што сме ние дома. Ку знае како ќе им биде кога ќе се вратиме сите во нашиот дом, на нашиот дневен живот. Чао, чао, се слушаме.